Што е тоа образован човек? Титулата, влијанието, знаењето. Ако направиме една паралела, еве на спортски начин, нашите деца тренират фудбал, а после мечевите ги играт на кошарка. Кај политичките партии во изминатиот период најзагрижени стануваат кога се на власт, кога ќе почне да бранува образованието. Да биде појасно. Јас сум Столе Наумов, а со мене е Лорик Идриси. Лорик, Здраво. јасно е дека имаме проблеми. Нејасно е се уште како ќе ги решаваме тие проблеми. Имаме некои стратегии, најчесто немаме стратегии, но тие стратегии или се само мртви букви, мртва слова на хартија, или се пишуваат само заради реда да покажат нешто пред одредени донатори, за да ги земат парите за одредени проекти. Повеќе се вечни реформи за да се каже дека се менува нешто, а де факто тоа е само продолжение на тоа да се направи некоја реформа. Кажи ми, беше ли добар ученик ти за образованието ќе зборуваме сега? Релативно добар бев, ама во тоа време друг контекст е. Ја бев добар, одличен ученик, ама некојаш ми беше досадно ми беше. Да. Секогаш во тоа време е досадно да се биде премногу добар, во смисла на академскиот свет. Значи, пошто децата имат повеќе енергија, сакат да звучат по алтернативни, не конвенционални, и тоа енергија те ориентира да не учиш толку многу во смисла да бидеш како што сакат професорите, наставниците, сакаш да креираш нов идентитет, да бидеш малку понеформален, да бидеш малку по-дисидент. И тоа првата дисиденција е против наставникот, учителот и... А тоа е тој критичен ум. Да. Јас, например... И критичен, макар и да грешиш. Да. Макар и да си во право. Да, јас сега, например, го сретнав еден професор. Кај нас, за жал, последните години, 30 години од независноста, 33, се постанови поради таа партизација, политизација, родителите да им велат, нема многу да брануваш, нема многу да зборуваш. Како беше, кротко јагне, од 3 мајки цица. Го убија критичниот ум, критичниот настап на децата. А суштината на образованието е секој да се сомнееш во нешто. Тоа е науката. Да, тоа е науката, да. Е науката потврдување и климање со главата. Па да, јас мислам дека образовниот систем е Биг Бенгот на сите други проблеми во државата. А зошто така мислиш? Тоа Биг Бенг да те прашам. Дали не е здравството? Дали не е воспитувањето? Јас завчера една професорка ми кажа многу интересна презентација, вели, во животот се почнува од воспитувањето и добиваме единица. Да. Се понатаму, и градинка, и основно образование, и факултет, и магистратура, и докторат, се нули што се додаваат и можеме да достигнеме до 1000, можеме до 10.000. Меѓутоа, ако првата единица е 0, цело време ќе бидеме 0. Зборува за воспитувањето. Да. Не значи дека не се согласувам јас со образованието, дури ќе те потврдам дека кај политичките партии во изминатиот период најзагрижени стануваат кога се на власт, кога ќе почне да бранува образованието и здравството. Тогаш се палат сите аларми и тогаш им станува јасно дека имаат проблеми, дека може многу лесно да ја изгубат власт. Да, пошто е многу деликатно и комплицирано. Пошто проблемот не е за ден денеска, туку проблемот е 20 години или повеќе. Не е етнички проблем, не е религиозен проблем да ги поделиш, не е ниту партиски. Значи, зборуваме за целата политичка класа која беше за 20 или повеќе години. Како што зборуваше за тоа, за потикнување на критично мислење, мислам дека нашиот систем не едуцира да бидеме перфектни, да не сгрешиме. Нашите деца живеат во таа параноја. Во грч. Да бидат секогаш перфектни. А тоа е спротивното на науката, пошто да направиш некое истражување треба да
имаш прашалник за сите Да се сомневаш. да се сомневаш за сите детерминанти. И тоа те води после на големи нешта. И затоа мислам дека образованието е големиот проблем. Биг бенгот на сите други проблеми. А еве да се надоврзам на тоа што го велиш, уште неколку факти дека може би си целосно право. Што се случи со образованието во Македонија или што се случува? Ако порано беше предизвик да се запишеш на факултет кој што ќе има педагошка насока и ќе беше атрактивно привлечно да бидеш наставник, сега веќе не е така. Да. Ако порано беше проблем да влезеш на работа во некој основно или средно училиште, па требаше да лепиш плакати па на партиски списоци да ти има, сега не може тие партиски списоци да се направат. Тоа е заради платите и заради модерната динамика на живење. Други атрактивни професии се нагласуваат и на нив се фокусираат децата. Например, интересна перцепција е следната. Колку може уште полошо да ни стане образованието од ова што го имаме сега? Ќе направам паралел и со новинарството. За жал, на тие педагошки науки, последните 10 години, селекцијата е многу негативна. Се запишуваат деца, се запишуваат ученици од средно училиште, кои што имаат релативно слаби резултати. Одлични ученици ретко се запишуваат на педагошки науки. Обично на медицина, информатика, правен факултет, нека и економски. Истото важи и за новинарството. Значи, двете основни гранки, основни области во државата, кои што треба да имаат исклучително позитивен и развоен ефект и влијание во општеството врз новите генерации, ни се во старт на многу ниско ниво. Добиваме најслаби ученици запишуваат на педагошки факултет, најслаби ученици запишуваат на новинарство или воопшто не се запишуваат. Тие што треба да не ги обучуваат, да не ги образуваат децата, новите идните генерации, не се многу кадрни, плюс имаме негативна селекција со партиите после тоа и наместо селекцијата да биде на една квалитетна основа, на крајот најлошото го добиваме наместо најдоброто. Со новинарството, тие што треба да влијат на јавното мислење, да го креираат јавното мислење, најлошите ученици одат новинарство или никој не е заинтересиран на новинарство. Последниот план, ако не се запишеш во други факултети, па оди на новинарство. Да. Па мислам дека образованието и здравството се столбови на држава. Таму не треба, туку мора да има поголем стратешки план за 10, за 15, за 20 години. Не се прави политика со здравството и со образованието. Еве, например, ние сега сме пофокусирани на образованието на овој подкаст. Имаме 4 предувања од PISA тестовите дека имаме многу лошо образование. И никој не оди повеќе од тоа. Значи, знаеме дека е лошо и продолжуваме така што е лошо. Сакат да го релативизираат, речат, не се тие соодветни на нашето образование, децата не се заинтересирани затоа што не е задолжително, а резултатите се тие. Тие не се случајни тестови. Мислам дека мора да се фокусира на демистифицирање на PISA тестовите и лошите резултати. И после да видиме со каква стратегија ќе го подобриме образованието. Значи, PISA тестовите се тестови на сите 15 годишни студенти во најмногу земји во светот и таму се мере колку тие имат знаење што може да го валоризират и функционализират. Значи, не е тоа учење на памет или да чита премногу добро или не. Тоа на тие тестови повеќе се мере критичното мислењето и како тие ќе се снајдат во животот. И тоа значи е голем проблем. Ова потикнува после многу проблеми во пазарот на трудот и во социолошки план и финансиски и се. Ако направиме една паралела еве на спортски начин, нашите деца тренират фудбал, а после мечевите ги играт на кошарка.
Да. Значи, ова е голема дискрепанца на курикулите. Што учат на училиште и што направат на PISA тестовите. А ние го имаме како модел Западот и тие универзалните константни вредности. Па затоа мора да се синхронизираме со тие универзални константни вредности, пошто светото сега е големо село и многу динамичен. Дури и да емигрираш утре, ќе ти треба ова функционално знаење и ова знаење што ќе мораш да го знаеш да го функционализираш и на социолошки план и на финансиски план. А што е функционална писменост? Да го Функционална поедноставиме. писменост Тоа е, или читаш, ама не разбираш. да, Значи, тоа што го читаш, треба да знаеш да го разбираш. Што е функционална писменост? Да го разбираш и да го имплементираш, да го спроведеш, да да го имаш употребиш. по-аналитичко аксес, како да се каже. Успех, успех. Пристап, да. Да, по-аналитичен пристап врз. Тоа е како учење на памет. Да, Секаш, противното. и ќе те прочита професорот, рече ај за тоа нешто и ти се блокираш. Треба да ти текне како е, почнуваш од насловот, него знаеш, он те прашува за нешто во средината на лекцијата. Тоа е тоа, ако можеме некоја споредба за оние помладите што не слушаат. Кажи ми нешто околу што мислиш за тие извештаи, освен PISA тестовите. УНИЦЕФ неодамна алармираше на постоење на образовна криза. Резултатите од PISA тестовите покажуваат дека имаме функционално неписмени ученици. Зборуваме за партизиран образовен систем, зборуваме за паралелен систем на образование по етничка основа. Се согласуваш со овој извештај? Па, мислам дека образованието има криза и во целиот свет, не само во Македонија, поради што Тоа е поради дигитализацијата, поради новите технологии. новите контексти. Мислам дека новите контексти секако дека Ги збунуваат сите, значи, Да. дури оние по-развини од нас и они не знаат што да да, прават. да, новите контексти барат нови солуции. Например, порано имаше весници, телевизии, емисијата на телевизија и весник беше многу конвенционална. Едуцирање и добро информирање. А сега има И имаше уреднички филтер. Сега секој може новинар да биде на секој, Facebook, нема филтри. има one man show новинари, тие се TikTok може исто, секој да. А еднаш кога зборувавме, многу добро го кажа дека TikTokот е само насловот. А после ама не се суштината- проверува. Да, суштината не се проверува. Значи и во весниците имало трики наслови да бидат по Привлечат. да привлечат. А после на тоа време беше прочитано целата сторија и целиот те. А сега се гледа само насловот. Од цела емисија 2 часа ќе извадиш еден Да. вон контекст и тоа ќе привлече, можеби е пцуење некој, можеби е инцидент некој, не знам, ама никој нема да ја погледне целата. Можеби и тоа е проблем на модерното образование, на новото образование, проблем за новото образование. Фокусот, концентрацијата. Децата се научи на кратко пишување, кратко изразување. Веќе не зборуваат, само мрморат или кратинки некои кажуваат, не знам тоа, од Facebook, од Instagram. Мислам дека ова е и социолошка димензија, пошто овие веќе се генерација што почнувале да има тачскрин, iPad или некој друг уред со еден клик. Тие сакат да бидат да биде редуктирано на еден клик. И тоа после станува навика. Сакаш да имаш брзи процедури. Дури и во информирањето сакаш брза процедура, па дури и во образовниот систем. Сакат да се образуваат брзо, а тоа не може. Бара трпение, бара време. Тоа е голем процес. Бара студиозност, истражување, Исто бара... така и реформите се голем процес. Реформите во образованието не се прават за една година, за две, па дури и за 4. Бара да се загрее столчето, не да се загрее телефонот. Да. Образованието, учењето. Барат голема стратегија. Ова само да го завршиме за младите генерации, нивниот однос. Тоа се веќе предмет на големи и чести истражувања. Со еден професор разговарав пред 2-3 месеци, вели имам проблем со студентите, овие новите генерации. Кој е проблемот? Не може да се фокусираат, да се концентрираат на подолги текстови.
кога ќе им дарам книга некоја од 200 страни, јас мора да ги подготвувам. Они не се навикнати 200 страни, за нив е многу да прочитаат. А се сеќаваш, са ти си помнат, ама ние на времето, ја реков, досадно ми беше малку во училишто, ама ми беше па интересно кога ќе ти дадат на факултет, па и во средна областа, предметот кој што го обработуваш, ќе ти рече, за да дојдеш да полагаш, да се подготвиш за овој испит, ќе треба да прочиташ 10 книги, 10 книги за обработка. Сега не верувам дека воопшто децата читаат. Да, пошто и системот на Болоња сега има Дури и часовите од 45 минути Да. се размислува дека се предолги, не можат концентрација да задржат децата. Интересно е дека во писа тестовите и трпението се мери. И тоа значи една димензија е трпението на студентите. За утре тие да имат трпение во работа, во правење на истражувачки истории или други научни истражувачки предмети. Значи се е врзано. А јас мислам дека новите генерации може да придобиват само со нови реформи во образовниот систем. Јас мислам дека е време да се додадат некои други предмети, пошто како што кажувавме, светот е многу динамичен и многу брзо се промени се. Например, има порано пред некои години кога за прв пат беше избран Трамп за пресидент, мојата братучетка беше многу мала тогаш и таа ме прашаше, dude, you will vote for Trump or Biden? Значи, таа мислеше дека ние гласуваме за Трамп или Бајден. Пошто консумират многу информација Мислат дека цел свет да, гласа, и мислат дека цел светот е како што го гледат на iPad или на YouTube. И затоа треба, например, не само медиумска писменост или дигитална писменост, секако дека за пазвордите, сега целиот живот го имаме на еден хардвер. Да. Па Велат треба дека мобилниот ни е веќе како човечки орган веќе. Да, додаден. Да. Па и затоа треба, например, и политичка писменост, дури и финансиска писменост. Например, едно дете во Балканот треба да знае колку коштува еден iPhone, а не само да си бара iPhone. Треба да знае дека тоа може би е колку 2 просечни месечни плати на родителите и да ги почитува парите, да знае да ги цени. Исто така и дигиталната писменост е многу важна, како што кажавме, и медиумската, зашто сега, например, тие се синхронизирани. Например, ако медиумската писменост е во ниво, ќе знаеш например, кога ќе станат полнолетни, да знаат кого да гласат, зашто да гласат и после да барат одговорност од тие што ги гласа, а не да паѓат во фейк ньюзи, во пропаганди. Неинформиран гласач е најлесен за манипулација. Да. И обично неинформирани гласачи погодуваат во фокусот и да дојдат на власт лидери со бркови. Кога се зборува за бркови, се мисли на Сталин, на Хитлер, на такви работи. Тоа е опасност. Идеолошки обсесирани. Апатичен граѓанин е проблематичен. Да. А ние сега доаѓаме во ситуација да оваа функционална неписменост значи дека децата се повеќе се равнодушни, летаргични, не се интересирани. Има Како да ги социјална заинтересираме? летаргија. Па со многу промени, со проекти, менторско работење, со игри веројатно. Да имат повеќе одговорност. Например, јас бев ова лето во една конференција во Хелсинки, беше за медиумска писменост и за образованието. Тие има 3 клучни поенти за добар образовен систем. Првиот беше, тоа се врзува со критичното мислење, да направиш грешка е благослов. Зашто На грешките се учи. Да. Зашто вака теоретски памтиш тоа што треба да се памти. Кога правиш грешка, учиш 10 пати повеќе. Да. И секогаш ќе ја памтиш таа грешка. Нема да ја повториш. Да, и нема секако. И другиот поент беше дека знаењето и процесот на учење беше одговорност на студентот, а не на
кај нас е повеќе на родителите и наставниците и поголемиот круг. Третиот поинт беше тоа, значи успехот на сите ученици беше мерен како клас, за тие да знаат А колективитет? колективитет, за да не бидат многу индивидуалисти, зашто утре на работа ќе имат колеги, не само на работа, целиот живот е На тие интеракција. интервјуа, на тие тестирања за работа, овие модерните големите компании, едно од основните барања или прашање е дали сте подготвени, дали сте способни за тимска работа. Така беше. За тимска работа. Значи не е случајно тоа. Значи финскиот модел на образование направил антиципација на сите овие работи и тоа го имплементирал во образовните материјали и во образовниот процес. Да, многу е успешен и имаше уште една друга димензија. Таму, например, не се учеше како нас, да имаме поделени предмети, физика, Математика, историја, хемија, да. историја. Таму беше синхронизирано. Например, учеа за Ајнштајн, го учеа тоа начинот на кој тој е растен, контекстот, како живеел, времето и да го после разберат. ги научиле и тоа формулите, теоријата на релативитетот и се. Тоа Контекстот е битен. да, контекстот. Значи, тие го научат тоа на контекстуален начин, а не поединечно. Например, овде може да биде го научиш Ајнштајн и како историја во друго одделение, после ќе чекаш 5 години да научиш една формула за него. Контекстот е секојаш Да. битен, еве и кај нас сега модерно, актуелно е Гоце Делчев. Тоа што Гоце Делчев се кажувал, бил, учел, действувал, во тој период контекстот и политички, и социјален, и секаков е сосема различен од, например, денешното време. И не може со денешни очи да гледаш на тој период. Треба прво тој период да го обработиш, и веројатно заради тоа финците и така. Како да го доловиме до помладите ова? Например, во образовниот процес во економските науки, во Амстердам, на другите тие универзитети кои се познати, пред да почнат да учат за одредена област, правец во економијата, за некој автор, студентите имаат обврска да се бават со нивните биографии. Каде се родени, кои се родителите, во каква социјална средина, обкружување живееле, за да сватат, затоа што поентата е нема случајни работи. Таа социјална димензија влие на изградбата на личноста, на кариерата и на неговите ставови и како научник и како Човек. обштествено битие. Да. Многу е битно тоа. Вика, прво биографијата ја учат, па после тоа учат што кажале, како кажале, кои се нивните ставови, кои се нивните теории. Да се знае во кои околности е изграден, и професионално и во И во човечки и аспект. аспект. Да, хуман. Да. Може би интересно да позборуваме што е тоа образовен човек. Титулата, влијанието, знаењето, И малку се измести не работите. Може би треба различни критериуми, односно да има цврсти критериуми за исти критериуми според кои што ќе се проверува знаењето. Тоа приватните компании си имаат свој стил, своји процедури. Зборувам за администрацијата. Например, имаше таква идеја, не знам дали е ставена во закон, мислам дека е ставена, ама дали се спроведува, не знам, која ќе те примаат, која ќе распишат конкурс за администрација, за некои работни места, оние кои што доаѓаат од факултети или универзитети, кои што се повисоко на ранг листата, таа светска, шангајска, ние сме многу да, далеко, шангајска листа. ама тие студенти што завршиле таму, да добиваат повеќе бодови при вреднувањето, при правењето на листата за прием на одредено работно место во администрација. Да, И да се надпреверуваат на тој начин и универзитетите. Затоа што некој, како што рече Преска, ти нема да му оди на некој државен универзитет кој што е потежок, ќе се префрли на некој приватен и ќе заврши така. да треба да има вакви начини за стимулација на студентите за утре
за се повеќе да учат и утре Има да бидат натпревар. да бидат постимулирани за наредната работа. Например, и не само ова, и јазиците. Некој што знае повеќе јазици, секако дека треба да има бодови. Не само јазиците што се нашите Англиски што е, државни да. или Веќе е интернационални. вообичаено, да. И нешто додатно. Например, ако знае, сега францускиот не е веќе премногу кул за младите, француски, италијански, се е европски, руски, турски, албански нека знае. да, се е додатна вредност. Секој јазик е и на културен аспект додатна вредност, па и на финансиски аспект, и на социолошки аспект. Кај нас се случи еден обратно пропорционален процес. Поради напливот на голем број факултети и универзитети, што до одредена мера и не е толку лошо. Мора и државните универзитети, оние кои што беа построги наставници, построги факултети, построги програми, и они да го спуштат критериумот затоа што им бегаа студенти. Че станува збор за парите, станува збор ако нема студенти, нема да има пари, може и програмата да ти ја укинат и професорите да останат без работа. И се случи за 10 години, дури и машински електро, кои што важат за тешки факултети, да го спуштат, да го ублажат критериумот, за да може да привлечат. Затоа ги спомнив. Значи, не треба да ги упоштуваат критериумите, туку да се создадат професии и други предмети што ги бара времето, да се адаптираат. Да. Пошто, како што од Нови цирикулуми, нови. Од основно образование, курикулите веќе се малку old fashion. Тие треба да се синхронизираат со западните места. Анахрони се веќе, да. Пошто таму ние тоа рол моделот. Има национален и универзален консенсус. Дека подсетам, што учат основно за медиумите? Уште учат класичните, оние традиционални медиуми. А веќе интернетот стана традиционален медиум. Да. Значи, што учат на новинарство? Имат ли нови медиуми? Имат ли подкасти? Имат ли социјални мрежи? Имат, не знам, не сум ги. Тие учат, например, за вестници и телевизии, а консумираат цел ден подкасти. И не тоа целосно, туку рилзи, некои 20 секунди од подкастите. Треба суштински да се менува концептот на образование. Од предметите, некои да се изменуваат, а некои други да се додадат. Тоа што ги спомнавме, од дигитална писменост и после се треба да се надградува со чекори. Голем проблем кај нас, мислам дека се и професионалните школови, средни школови, пошто таму тие веќе не се кул. Секој сега сака да си оди во гимназија и да направи да си заврши факултет и универзитет. Тоа стана веќе нова нормалност. А не може секој да отиде и на факултет да заврши и да има диплома. Значи треба поинаква распределба. Треба да се појакнуваат средните училишта и гимназиите да бидат поспецифични, поексклузивни во смисла на понатамошно образование. А не, например, да се оди во западните места, некој што оди во професионална школа, нема после можност да си продолжува во универзитет. Тоа е последното ниво. И на овој начин треба да се синхронизира, пошто имаме голем мисмеч на дипломирани студенти и пазарот на трудот. Има повеќе од 12-13 илјади слободни места за работа, а имаме многу пати повеќе луѓе што барат работа и тоа не може да се синхронизира. Се ова дуалното образование. Се ова се врзува. Значи најлошиот дел е во образованието и во PISA тестовите, пошто ние сме многу лошо рангирани, многу полошо дури и од многу други земји кои го имат GDP per capita многу помалку од нас. Ова е многу критичен. Значи не е се до парите. Ако
една друга земја. Значи не е до услови Да, не во е училниците, до материјални услови. електронски табли. Да, не е до тоа. Например, има многу земји во Азија и во Африка кои имат многу помалку GDP per capita од Северна Македонија, а се рангирани по високо. Подобри резултати многу има. Да, во PISA тестот. Не само за Македонија, дури и во од целиот Западен Балкан, пошто помалку повисоко истите проблеми ги имаме. Имаме проблеми со почитувањето на професијата наставник. Да, И да. порано беше врв. Да. Кој ќе дојде, тоаш малку беа. Сега како да не покажува, они може и покажуваат авторитет, ама не возвраќаат, не ги гледаат како авторитети. Тука родителите се малку виновни тоа што го споменат, Да, инсистираат. не само родителите, И што се контекстот. случува? Да, и контекстот е, што се случува? Последните неколку години бројот на запишани студенти на македонски јазик, на математика, на физика, на хемија, како и да не постои таа бројка. Намалена, сите одат на информатика, на медицина. Да. Кој ќе ги учи нашите деца? Не е проблемот. Има интерес, не е само платата. Да. Родителите имат, например, се криви за еден дел, ама другиот дел е од YouTube, од тоа што консумираат. Значи, стана, веќе се менува малку општествениот модел. Не е се до вредности, до конвенционалните, универзалните, традиционалните вредности. Има во целиот свет криза на општествениот модел, ама во Балканот е сосема овде е многу порадикален. Овде, например, младите гледат сега, има исклучулци, ама повеќе имат тоа што направат брзи пари. Аха. Да, на тоа, вредност се. Нивните идоли се други. Други веќе, не се професори. Брзи пари. Да, тие што прават брзи пари на секаков начин. Тие што возат скапи автомобили, па макар биле криминалци. Да. Например, кога да се врзувам со тоа конференцијата, тој професорот во Финска ми потврди дека најелитарните студенти во смисла најелитните, добро. Да, одат да завршуваат за да станат наставници. Во Финска? Во Финска, атрактивна е таа професија? Најатрактивната е. Таму само елитарни ученици одат. Може да се запишат. Може да се запишат. А овде, например, е спротивно. Најслабите, да. Да, и затоа... А друго е кога ќе споредиш... Како ги стимулираат? Дали треба стипендии да се дават за тие? Дали треба платите да се покачат? Дали треба некои фондови и силно здравствено осигурување, безбедност и секаков друг на грижа кој што државата ќе го направи за тие професии, фондови кои што кога им заврши професијата, кога отидат во пензија, ќе им бидат исплаќани, мора некако да ги врзат со, да ги направат попривлечни. Мора да има и обуки дополнителни и такви, ама повеќе мислам дека проблемот е до концептот. Прво треба да го демистифицираме целиот процес, како што кажавме на почеток. Да знаеме дека тренираме кошарка или спротивното. Тренираме фудбал и надпреварот ни е во кошарка. Прво, треба да се менува концептот и да се менуваат курикулите. Па после тоа ќе се надградува и со добри учители, и со добри услови. Ама прво треба да се направи друга стратегија, што ќе биде за 15-20 години, со нов концепт и тој новиот концепт ќе се надградува и со сите други дополнителни услови. Зашто, например, ова е малку грижна. Еден ученик што има 15 години во Северна Македонија, има дискрепанца од 3 до 4 години со еден ученик што има, например, со еден ученик од западните земји. Значи 15 годишник е нас и како 11 годишник во или 10 годишник во западните земји. Според резултатите од PISA. Тоа е поразително, да. Затоа мислам дека прво треба да се менува концептот, да знаеме како да ги подготвуваме студентите, учениците, да ги спасиме од таа голема општествена параноја, да бидат перфектни и да знаат дека
може да прашат се и цело време, зашто таму почнува тоа како начин на живење. Тие ќе бидат, тие нема да земат иницијативи, ќе немат ентузијазам да направат нешто, само што ако сгрешат ќе бидат болизирани од наставникот. Секогаш ќе се движат наместо да бидат иницијативни, иницијативност да покажат по линија на помал отпор на страна не бранове. Ќе речат подобро да бидеме во комфорт зоната, да не насмеат или нешто, отолку да имат иницијативи и да бидат, да знаат што сакат, што барат и да имат како да кажа, goals, да имат цели, да имат вистински цели, тоа што навистина сакат и да се трудат преку некој процес да ги стигнат тие Уште цели. еден интересен факт, едно истражување читав, децата, новите генерации, физички многу брзо напредуваат, се градат, растат, а нивната зрелост доцни. Има еден збунувачки момент, што е можеби контрадикторен. Од една страна имат се на дланка, премногу информации. Се им е достапно, за разлика ние порано немавме интернет, немавме. Сега на телефон, на лаптоп, на iPad, ке кликнеш, за секунда си во Ајаска, за секунда си во Филипините. И со слика, и со во реално време, ме разбира. Порано тоа го немаш. Значи, од една страна се имат, од друга страна нивната зрелост, дали збунувачки им делува тоа, не може да се фокусираат. Нивната зрелост доцни каска. Во тоа истражување пишуваше дека ако порано, на 23 години, зрелоста си е за 23 години. Сега, на 23 години, овие деца, овие нови генерации, зрелоста може да се спореди со возраст од 16-15 години. Значи, од една страна, многу информации, многу достапност, технологија, знаат јазици, од друга страна, зрелоста и фокусирањето, нивната представа за реалноста, тешко се оформува. Јас мислам дека голем проблем е што има премногу информација, толку што тие не можат да го процесира. Да, не можат да селектираат. Не можат само да да селектираат, што е важно, што е неважно. И да процесираат. Пошто во моето време се играше компјутерски игри. Тоа не беше само информација, туку имаше динамика. Иако некои игри таму има беа насилни 18 плюс и так, ама сепак таму имаше некоја интеракција, имаше мисија, имаше цели, правеше нешто, или фудбал, имаше на пример беше менаџер и имаш некоја стратегија како да го развиеш клубот, креатив. А сега во времето на YouTube и Netflix само консумираш и не процесираш. Ти не си дел од тоа, од интеракцијата. Ти си само консумер. А игрите порано, например, те натераа да бидеш подинамичен. И, например, на многу игри, компјутерски игри, ти требаше многу критично мислење за да си ја завршиш мисијата. Затоа мислам дека овој значи не е само балкански проблем, овој е светски проблем. Во целиот свет сега малите деца, учениците консумираат превеќе информација. Затоа треба, се е врзано со образованието. Затоа треба нови контексти, нови солуции. Свесноста за многу подосна зрее. Толку ти не може да се фокусираат, како што рече, не ги ни процесираат и не знаат што да земат што и само така им поминува, а не се задржува ништо. Да, пошто тие, ако консумираш премногу YouTube или такви социјални мрежови, ќе веруваш дека таа е твојата реалност. Тие живеат во хиперреалност. Децата овде мислат дека имаме school bus жолт како на американските филмови. А ние автобусите ги имаме како во полет, што беше пред многу години. Како од филмот на Милчо Мански, пред дождот е стариот. Добро е било да искоментираме нешто и за наставниците кои се гости, исто се говорници во овој подкаст. Кокан Стојчев, наставник по математика
и директор на Основното училиште Ванчо Преке од Штип. Да биде појасно. Какво ви е чувството? Кога не исполнете нешто, а знаете дека можете. Реално. Што си размислувате вака кога ќе ги погледнете резултатите? Што си делите на себе? Што сгрешив, каде сгрешивме, тоа е основното. И како можеме подобро. После вакви резултати од PISA тестирањето, дали како наставник се чувствувате поразен? Пак ќе речем, сите имаме свој удел во образовниот процес. Самиот наставник, ставајќи нереална оцена, задоволувајќи ги желбите на родителите, веќе прави штета на ученикот. Родителот во прв момент тоа не го сваќа, ученикот најмалку. Вината е овде на наставникот. Дали наставникот својот интегритет може да го чува во ова општество е прашање. Колку може? Значи, чива е вината сега? На родителот, на ученикот е најмалку. На родителот, на наставникот, на некој помеѓу родителот и наставникот, на недостаток на контрола и санкции спрема инволвираните страни. Да биде појасно. И Сатки Исмаили, наставник од Тето. Кои се клучните фактори поради кои учениците покажуваат толку слаби резултати на PISA тестирањето? Во Република Северна Македонија, образовните политики не се стабилни. Тие се нестабилни. Зошто го велам тоа? Ајде да зборуваме со аргументи. Секогаш кога има промена на власта, со смена на министрите за образование и наука, а сменети се над 18 министри. Секој што доаѓа ветува дека ќе направи реформи во образованието. На што се базираат тие образовни реформи? Зошто да нема континуитет? Односно, една долгорочна стратегија за образование, туку секогаш да има потврлување. Но, има и нешто друго. Ние не можеме да кажеме кои се факторите. Не можеме секогаш да обвинуваме некого. Постои една спирала на обвинувања, односно, обвинување едни други. Ако добро ги анализираме извештаите од меѓународните тестирања, станува јасно дека секој има своја одговорност, своја вина. Анализите постојат во Република Северна Македонија и може да се види дека имаме одредена дискрепанција помеѓу училиштата на македонски и училиштата на албански јазик. Тоа треба да не загрижува. Живееме во една држава каде условите се горе-долу исти, но сепак влијаат одредени фактори кои лесно можат да се препознаат. Зошто се резултатите послаби? Që veçma ato faktor mund të identifikohen që rezultatet janë të dobra. Кој според вас е најодговорен за овие резултати? Има ли чаре? Гледате ли светло на крајот на тунелот? Вообичаено, наставниците го критикуваат образовниот систем. Ја обвинуваат власта, министерството, владата и така натаму. Ги обвинуваат родителите, ги обвинуваат учениците. Од друга страна пак, родителите ги обвинуваат наставниците. Образовниот систем го прави истото. Ете, наставниците не се оние кои... Ако ги анализираме извештаите од тестирањето, тука веќе се дадени деталите. Не можеме да кажеме дека виновен е образовниот систем, но има пропусти и дел од вината е кај нив. Се знае кој ги креира образовните политики. Но една држава може да има совршени образовни политики, може да има совршени наставни програми, совршени национални, среднорочни и долгорочни стратегии. Но кој треба нив да ги спроведе? Треба да ги спроведе наставникот. Значи, има дискрепанција и помеѓу стручните училишта. Зашто во Северна Македонија, во средните училишта, најдобрите ученици, тие одличните, се ученици кои учат во гимназиските насоки. А најголем дел од учениците кои биле тестирани се од средните стручни училишта.
Ние знаеме дека најголемиот неуспех бил кај учениците од стручните училишта. Во прашање е дека училиштата треба да ги подготват младите за пазарот на трудот, да се снајдат во животот, за решавање на проблеми, критичко размислување и така натаму. Колку е развиено критичкото размислување и решавањето на проблемите кај децата? Тоа не е некој процес од типот ајде да се подготвиме за еден испит. Не е тоа некој еднонеделен процес. Не. Да биде појасно. Да почнеме со Сладки Исмаил. За него, односно за неговите ставови, веќе даровме доста коментари, дискутиравме. Со право кажа дека не е виновно само образованието. Многу поширока е димензијата, многу Мултидимензионален повеќе, проблем е, да. многу повеќе фактори се кои што влијаат на тоа да резултатите од PISA тестовите и воопшто образованието но ние во страшна криза. Друго нешто за него што би кажале, беше доста искрен колку што. Да, имаше еден дел каде што кажуваше дека во албанскиот етнички дел резултатите се малку послаби, ама јас мислам дека ние треба да го има PISA тестовите се тестови што се прават на национално ниво. Не може, например, да направиме етничка поделба, да кажуваме дека тогаш да ги мереме во Косово, Албанија и кај нас. Тоа се за да се мере да се мерат резултатите во национално ниво, а не на етничко ниво или религиозно. Тоа е националниот образовен систем. Да. На социјалната средина е речи си иста за сите. Да. Лоши училници, лоши услови. Еве, например, надворот во Скопје можеби е посредно, ама надворот Скопје секаде имаме лоши. Се мисли дека во Скопје има многу поквалитетно образовен систем, училиште, наставници, затоа ги имат материјалните услови подобри. А тоа може да се рече и за во Америка, сигурно за Вашингтон, Да. за Њујорк. Исто Тоа е- и од тоа е натрешноста ќе го кажат. Урбан хабитат. Или во Србија. Од Крагуевац некој или од Врање ќе рече во Белград имат подобри услови. Ама мислам дека не треба проблемот е заеднички на секој граѓанин што живее во Северната Македонија. Не е етнички подел. Тоа јазикот е начинот на кој се образуваш. А овде проблемот не е културален или не е проблемот до јазикот. Проблемот е до начинот на учење. Например, тие има многу и наставници ќе кажат немаме лаборатор, немаме кабинети. Што ти треба, например, за една општествена наука, голем кабинет? Таму треба само да си знаеш да си употребуваш соодветен начин за да го потикнуваш ученикот да мисли критично, а не обратното, тој да се плаши толку многу од професорот и ако знае нешто, нема да го каже од паранојата да не сгреши, а не да оди повеќе од тоа, да праша тоа што е во дилема. Тоа не ми се допаѓа мене да се делат по етничка Да, основа. да. Можеме да зборуваме, ама тоа е поради лошите услови кај ромската популација. Таму голем дел и не се опфатени со образовниот процес. Да. Тоа е веќе Тоа друга. е веќе друг, и еден град од другиот има голема разлика. Има разлика и едно семејство што има повисоки плати, родителите што имат од другото. Мислам, проблемот треба да го гледаме како заеднички. Сите тие се ученици што живеат во Северна Македонија и треба да се најде солуција на национално ниво, а не на вакви. Тие може да ги кажа како суп проблеми, ама главниот проблем мислам дека е до концептот. Да. А еве како да го објасниме тоа. Ние живееме под исти кров тука, исти образовниот систем. Наставниците на исти места се образуваат, значи обуката, нивното градење како наставници, како професори се случува, освен некој во странство што завршил, ама тие ретко се враќаат тука, да. Или ако донесеме некој визитинг професор. Дека социјалната средина, државата
каде што заедно живееме, каде што заедно растеме, твориме, учиме и така натаму, има пресудно влијание над, малку ми е фашистска таа теорија, некои нации или етникуми се предодредени за нешто. Имаат предодредено за бизнис, за трговија, за... Тоа се митови, тоа се стереотипи, тоа се предрасуди. Зошто? Ќе ви кажам еден пример. Според сите анализи порано, колку е пресудно влијанието на социјалната средина од кај доаѓаш. Порано во Канада оделе македонци од Егејска Македонија, значи од Грција, една капиталистичка држава. И оделе македонци од СФРЈ, односно од Република Социјалистичка Македонија, Социјалистичка Република Македонија, во еден комунистички, социјалистички систем. Тие што оделе од Грција, од една капиталистичка пазарна економија, прво што барале тамо да започнат свој бизнис во Канада. Значи, сакале да бидат предприемачи, да работат за себе и да печелат. Нашите што оделе, тоа веројатно и за албанците, ама нема со албанците со кого се споредиме, не знам, во капитализам имавте ли вие пред социјализмот некоја држава. Нашите од СФРЈ што оделе во Канада, прво што им било да си најдам работа кај друг да работам или во државно. Тамо во државно малку потешко, пошто... Мислам дека ова е прашање, филозофско прашање на битието. Повеќе Хајдегерова прашање. Да. Јас мислам да останеме на вистински концептуални солуции, а не, например, да анализираме тоа нешто што е антрополошки. Тоа е друг контекст. Ние зборуваме за институционалниот контекст на образованието на целата држава. И мислам дека мора да останеме овде. Кембридж беше и за албанците, и за турците, и за... Макар што вие албанците сте во предност, малку стереотип. Вие учите и македонски, ние не учиме албански. Да. За мене не е проблем, пошто јас си го знам македонскиот јазик, пошто бев на основно музичко училиште, немаше на албански јазик тогаш, и бев на македонски, значи целите предмети ми беа на македонски, па и гледав многу фудбал и кошарка на еден. И па само на еден имаш тоа, скапи беа авторските права, Ама сега контекстот е друг. Младите албанци сега одбиват да научат македонскиот јазик по основа дека велат сакат реципроцитет, зашто македонците не го знаат албанскиот јазик. И имам роднини кои учат на еве например во универзитети што има само англиска настава и тие комуницираат на англиски јазик. Зашто албанците веќе не го знаат македонскиот дел не го знаеше, да речеме, никогаш албанскиот јазик и си најдоа нов начин на комуникација. И ова е дел од тие контексти. Инклузивност на преку англискиот јазик. Да, пошто како што зборувавме преска, например, јас сум против да има заеднички настави, пошто тие можат да учат на исти објекти, да се запознаат. Информатика можат заедно да учат. Да, се што е, значи, се што не е културален, се што не е културален контекст може да биде заедничко, ама тоа културата, јазикот, тие се поавтентични. Например, да има комуникација. Комуникација секако, како добро еве например англискиот јазик може да го научат заедно. Заедно да го учат. Ама треба да тоа наставата особено во тие базични фаза мора да биде на мајчин јазик. Меѓутоа треба да имаме наставник што знае македонски и албански и англиски, што е било идеално, така? Пошто тоа е и cultural heritage, не можеш да го тоа што си. Ама тоа важи и за турските деца, и за српските и така. Значи зборуваме за една целосна инклузивност, значи бараме начин како тоа да се... Еве, например, како... Да не се фрли, да се запостави наследството. Многу добра идеја ти беше англискиот јазик. Зошто да не биде заеднички? И таму ќе се спријателат, ќе се знаат повеќе и нема да имат предрасуди. Да. Како што ги кажувавме овие. Ама има тука проблем, да е мојата керка, за некои македонски зборови не ги знае на англиски. Да. Тоа го има вред Да. Тоа е истото. Например, има некои
некои зборови што одат природно на англиски. Еве, на пример, дискурс, сите го употребуваме зборот дискурс. Нема нешто што би го изменил тој. Би го редуцирал на секој јазик. Да, па има многу архаизми, турцизми, кои што не им се јасни, ќе ги им дадат некоја книга да читат и секоја втора реченица, трета ме прашува за одреден збор. Ама тоа што го зборевме со достапноста, со дигитализацијата, они растат со англиски јазик. Да. И албанските и Сите македонските јазици ќе имат во наредните години криза поради глобализација. дигиталната ера, да. Кокан кажа, наставникот по математика и директор на Основно училиште Ванчо Прке во Штип, нешто околу оценките. И кажа дека многу погрешно родителите трчаат, инсистираат цело време на оценки. Може, тоа беше добар одговор што кажа ти, дека не треба да се плашите од грешки, од слабост, која што може посилен да те направи. Може би тоа е конкретен одговор на тоа што коментираше Стојчев. Тоа е голем проблем. Родителите мислат дека им прават услуга, им прават добро, а таму така почнува импровизацијата. Од првото оделение, после ќе има импровизација, тој со тој невистинскиот успех ќе се запише во гимназија, после и таму ќе има малку импровизација, ќе се запише во универзитет и после ќе со таа импровизација ќе стане доктор на наука. Науки, да. А добро, ама оценувањето има модели, финците имаат, че да не биде казна тоа туку, да биде некој Тие до 12 години мислам дека немаат воопшто оценки. Да се фокусираат на знаењето, а не на незнаењето. Зашо на тој начин правиш некаков social engineering за учениците само да се фокусираат на тоа што треба да го знаат и да не се чувствуваат криви пошто не знаат нешто. И тоа да имат повеќе наместо оценки не оценување, туку анализа и проценка на тоа кој зашто е надарен, например. Зашто покажува интерес. Да се потикнува. И така да се потикнува некој ако сака историја, некој ако сака физика, информатика. А не сите сакаме лекари да бидеме сега. Мора некој да биде и глумец, мора некој наставник да биде во државата. Да. Секако. Например, и се согласувам сосема со вас, работата на тоа мисијата на професорите и наставниците треба да ги научат децата да учат и да ги потикнуваат на тоа што се добри и што го сакат, а не вака да биде само критика и казна. Мислам дека и на министерката Јаневска, она била професор по патологија, еден од построгите. Да. Значи, и она е од оваа област, од образованието, иако е лекар по патолог, по вокација, по професија. Да биде појасно. Како државата го решава проблемот на системот кој создава функционално неписмени деца? Она што од анализите кои досега сме ги правеле во споредба со високо развиени земји од светот и секако од Европската унија е продолжениот престој на нашите деца во училиште, тоа е едносменската работа и целодневната настава за помалите ученици. Тоа е нешто што би требало да даде сериозен плод, затоа што во тој период додека се на училиште, тие треба да стекнуваат многу дополнителни знаења и вештини, но на поинаков начин до сега. Второто нешто многу значајно што би било е промена на наставни планови и програми, повторно побавање на стручната фела, наставниците и родителите, нешто што исто така е долго време анализирано и за кој имаме сериозни барања. Имаме ли паралелни системи на образование и како Министерството за образование ќе одговори? Проекти што имаме со UNDP, ќе продолжиме во тој правец. Секако ова не е нешто што може да се реши за 2 до 3 дена, а и не е вина ниту на овој министер, односно моја,
ниту на оваа влада, резултат е на лоши повеќе годишни политики кои навистина треба да престанат и престанале во овој момент, но сега исправањето на грешката е долготраен и макотрпен процес, но што се однесува до мене, јас во ниеден момент нема да се откажам од тоа да постигнеме комплетна инклузивност на сите дечиња, за тие да можат да ги развиваат своите потенцијали, а секако и потенцијалите на државата, чија што иднина се. Создаваме генерации кои се поделени по тоа кој јазик го говорат. Има ли план како ова да се реши? Да, тоа што е уставно загарантирано право, децата ќе си го остваруваат, начинот на кој тоа ќе го правиме, ќе го дефинираме со тек на време, затоа што за вакво нешто навистина е потребна и политичка волја. Мислам дека во оваа влада таа политичка волја ја има, но досега се покажало дека се што е избрзано и натурено предизвикува обратен ефект. Затоа ние ова ќе го правиме прво преку проекти, а потоа ќе почнеме и со други чекори. Да, македонскиот јазик е прв јазик, службен јазик во оваа земја и ние треба да се трудиме и да работиме што е можно повеќе луѓе да го познаваат и особено оние кои се вклучени во ваквите процеси, во администрација, во образование, во здравство, но тоа не значи дека нема да ги почитуваме и негуваме и другите јазици и другите култури, затоа што де факто тоа е и дел од нашето богатство на оваа мултиетничка држава. Да биде појасно. Мислам дека одговоривме ова со стереотипите, одговоривме за потребите од реформи. Може би е добро и ова да го коментираме како резултат на анкета. Подкастот, проектот прашува што мислат сограѓаните на оваа тема. Речи сите одговорија дека имаме слаб или многу слаб квалитет на образование на основното, средното и високото. Дипломираните студенти се неподготвени за вработување во својата професија и тука нема поинаков одговор. Тука е тоа дуално образование и повеќе пракса. Има разлики и во регионот. Има факултети во Бугарија, во Србија, не знам и веројатно и во Албанија, каде што повеќе инсистираат на пракса. Ке нас малку теоријата... и во Албанија е премногу теоретизирање. Да, се е редуцирано во теорија. Имаше некои обиди владата на Еди Рама да направи, ама не знам колку тие се успешни. Дуалното образование би го менувал многу начинот на младите за наредните работни места. Значи, на тој начин би го направиле пазарот на трудот да биде посинхронизиран со... Да, ама тука треба и бизнес заедница да се вклучи, затоа што они цело време кукаат, немаме заварувачи, немаме, а треба уште во средните училишта да им дадат стипендии, да ги плаќаат ако треба до некаде да ги изградат. Проблем. Тоа е што нашите фирми немаат општествена одговорност. Значи тие мислат само да си земат пари. А не ги почитување на клиентелата е општествената одговорност. Да си има бурси, да си има стипендии, да има вакви можности, нешто помеѓу работа и студирање. Тоа е веќе друг проблем. Мислам дека голем проблем е што пошто овде фирмите, бизнисот многу е редуктиран на финансиски извештаи, приходи и расходи, а светот не е само приходи и расходи, се има општествена одговорност кон тој комунитет или како се вика. Може би државата, ако се они такви себишти, може да ги направи, нема да ги направи они многу да биде така филантропија, ама може да ги натера, да ги мотивира да рече од профитот или од... ако им дадете на децата во училиштата, ако вложите, ќе бидете ослободени, ќе бидете од придонеси 2-3 години, ако ги примете. Повеќе културален проблем на
собствениците на компаниите. Ама мислам дека и владата... Има начин, ние нема да чекаме они културолошки да се воздигнат, тоа не знам. Ама владата може да го реши овој проблем со нешто, да ги стимулира со даноци, да ги искомбинира. Например, ако тие дават повеќе даноци на ова, ќе имат редуктирани даноци на друга насо. Например, во Маđарска е многу интересен систем. Еден дел од данокот, 10%, например, го имаш наменето за државата да знае се што има потреба да си направи. А има некој процент мал, сам избираш дали го донираш на граѓанското општество, дали во спортот, дали во образованието, дали во култура, и ова многу мислам дека би било интересно и ние да си го пробаме како... Еве, кај нас колку е? 10% е на профит, на реинвестирање, персоналите 11%. Може, па нели не јавија рамен данок, сега не знам што ќе... Анкетата да ја продолжиме, инфраструктурата на училиштата е незадоволителна или многу незадоволителна. Според анкетираните, додека наставниот кадар не е доволно квалификуван, ниту мотивиран да обезбеди квалитетно образование. На прашање кои се најголемите предизвици на образовниот систем, опцијата беше на одговорите да се дарат повеќе насоки. Наведени се недостиг на финансирање, недостиг на квалификуван кадар, лоша наставна програма, етничка поделеност и корупција. Корупцијата не ја кажав, не ја споменав. Ма корупција тоа кај студентите. Да, не е во основни... Средна. Да. И тоа корупција кај студентите кои што не сакаат да учат. Да. Си направиле. Тие се Норма вулнерабли. да си плаќат на приватни, мислам дека нема потреба ако не му се учи, не оди на тежок факултет или на тежок универзитет. Големо множество одговорили дека децата од различни етнички групи немаат еднаков пристап до квалитетно образование. И тоа го дебатиравме, го дискутиравме. Сите поддржуваат поголема интеграција на ученици од различни етнички групи во заеднички образовни институции, а на прашањето како тоа да го постигнеме, избрале одговори како заеднички училишта, повеќе меѓуетнички проекти, ова е интересно, но и реформи да во се најдат наставните алтернативни да се миксаат, начини, да се мечираат. како што кажеш за англискиот јазик, да биде, например, ако има едно училиште и македонски и албански деца, тие заедно да си го имат англискиот јазик и да имат исти објекти, не да бидат поделени во спортски активности, настани. Значи, ако они се дружат и се движат, ама сепак, например, јазикот ќе биде тоа лимитот на интеграција, условно кажено, пошто тоа е многу базично ниво и секогаш секој би сакал тие базични концепти и знаење да ги учи на свој мајчински јазик. Најлоши се гето ситуациите. Да. Јас сум имал ситуации, се јавува слушател од Гевгелија, никогаш не издегол од неговото село, од Гевгелиско. Да. Еднаш само го носеле на лекар у Скопје 2 дена и го вратиле. Он не видел албанец, не видел поинаков човек од него. Да. И он мисли дека они се зверови, дека они се сатани, дека се не знам што. И викам, ти си видел ли си, викам, некој, поздравил ли си со албанец? Не, ама, и он е погрешно, он е најнерезистентен на такви говори на омраза, на... По-вулнерабл тој, да. Тој е како тие, например, има луѓе во Њу Јорк што го имат на 2 километри тоа Централ парк, а никогаш не биле. Зашто целиот универс е својата мало. Да, толку. И он мисли дека тоа е целиот свет, да. Толку во првата епизода на подкастот да биде појасно. Гледајте не, слушајте не, критикувајте не, пишувајте, давајте забелешки, давајте предлози и чекајте ја втората епизода. Со вас беа Столен Амов и Лорик Идриси. Да биде појасно.